Владимир Ристов, студии по новинарство, 3-та година. Од секогаш сум бил против дискриминацијата, во секој поглед. Денес во ова демократско општество секој има право и слобода да се однесува по своја волја, но и обврска да ја почитува слободата на другиот. Периодов, она што не гуши и силува нашите уши е дефинирањето на статусот на хомосексуалната заедница, како и можноста за посвојување на деца. За ова првото имам да ви посочам неколку работи. Независно од тоа дали на хомосексуалноста ќе гледате како на болест, мана, навика или било што друго, таа е сепак дел од нашето секојдневие. Во овој свет на различности секој човек има право на избор. Во превод, има право да биде болен од таа болест, да ја има таа мана или тоа да му ја определба. Никој не смее да посегне по слободата на никого. Особено не денес, во ова современо и плурално општество. Затоа што љубовта е љубов, па и кога е помеѓу луѓе од ист пол, нели? Гледајќи од овој агол, кои сме ние да им забраниме на луѓето да се љубат? Јас немам ништо против тоа, секој човек да одлучи со кого ќе ја подели постелата. И туку сметам за правилно воведувањето на даноци за немажени и неженети. Затоа што, каде е тука равноправноста? Ние не смееме да ги отуѓуваме од себе оние кои немаат иста сексуална определба како нашата. Во најлош случај да ги тепаме и малтретираме. Тоа е нешто страшно и ги надминува сите граници на цивилизацијата. Мора да сватиме. И хомосексуалците се луѓе. Имаат своји чувства, размислувања и ставови. Се активни на многу полиња во животот. Гледајќи од овој агол, зошто би ги обесправувале и би ги правеле помалку вредни од нас? Јас се залагам за постоење на граѓански, односно цивилни партнерства меѓу хомосексуалните двојки, кои не се измислување на топла вода, ниту се мои утопистички погледи. Туку истите постојат во законите на голем дел од земјите во Европа и светот. Овие партнерства во својата формулација вклучуваат целокупна заштита од дискриминација, како и можност за остварување на имотните права. Со ова, хомосексуалните двојки ќе можат да ги озаконат своите врски кај општинските матичари, а при тоа нема да се чувствуваат дискриминирано и навредено. Со овој алтернативен пристап, ние би се оградиле од можноста за постоење на истополови бракови, со чие воведување сметам дека би наишле на огромни проблеми. Би се соочиле со традиционалното поимање на бракот, заедница помеѓу маж и жена, основа за градење на едно семејство. Во ист момент би ги заштитили и децата, за кои во нивната кревка возраст од витално значење е да растат во една природна заедница. Оти, како на едно дете посвоено од хомосексуална двојка би му објасниле кој му е мајка, кој татко? Како би го заштитиле од исмејувањето и отфрлањето од страна на неговите другарчиња? Неговата представа за родителство би се темелела на сосема поинакви постулати. Не сум хомофоб и не сакам да бидам соучесник во каква и да е ограничувачка врска на двајца кои гаат чувство еден за друг. Секој човек има право да одлучи кој ќе биде неговиот животен сопатник. Но одбивам децата да бидат посвојувани од страна на две мајки или двајца татковци. Одбивам да им се противам на законите на природата.